програми што не се препорачуваат за деца под 16 години. Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер, добро дојдовте уште едно издание. Како вовед за вечерашново издание на емисијата, нека ви биде оваа песна. Од овдека се ми започна. Тоа е како Копилј, прв пат влагам во Мусандра, 70 и не знам која година, гледам две светла како се вртат на обратна страна околу централниот столб и оди оваа песна. Драги мои пријатели и пријателки, вечерва темата на вечерашната емисија ќе биде ноќниот живот во Скопје. На кој ќе се спомне вака, тоа е широк поем. Зато имам вечерва две легенди овдека во студиото. Едниот го познавате, во син дрес, сино одело и златен часовник Цајо. Цајо, добро вечер. Добре дојде уште еднаш. Добро вечер на тебе, Јанко, и на твојата емисија Јади Бурек и на сите гледачи на Сител телевизија. Океј, а од другата страна, прв пат во студио, особена чест и задоволство. Не, прв пат кај тебе во студио, иначе овде... Не, знам дека си бил, видов како те пречекаа сите. Као Тито ме пречекаа. Да, вистинска чест и задоволство ми е што Реџо Балич прв пат е овде. Ти благодарам, Јанко, ти благодарам за поканата, му благодарам и на Цајо, што ме удостоивте да после бајаги време, а тоа бајаги време е доста време, да се вратам во просторот кај што имам направено, мислам, баш имам направено добар дел од кариерата. Баш во овој простор, макар да е видоизменет, али, океј, у суштина ти благодарам многу. Нема проблем. Цајо, кога би го презентирал ти као на моје место, као, што би кажал за Реџо Балич, да го представиш на гледачите? Кој е Реџо Балич? Го знаат ово, чекај се, ти после ќе си имаш збор. Реџо Балич, преку 20-30 години го знам, јас бев многу млад. Он беше за мене као некоја икона градска, човек, го викаат легенда кој хода. Као Загор. Да, као Загор. Или Legend Forever. Човекот кој го бележи градов веќе со децени и се уште е активен. Значи, буквално сегде зуи можете да го најдете на сите места и ги познава генерациите, па да не правам сега некоја разлика од 25 до, да не спомнам по наводници до колку години. Тоа е ексик. Тоа е икс. А ти како би го презентирал? Па да ти кажам, Цајо, како помал од мене, ми стана симпатичен следбеник е Цајо, што е добро. Инако ја и Цајо имаме некоја посебна релација. Следбеник е како повозрасен. Логично е дека кога се случувале, кога се правиле дешавките у Скопје... Ова е Цајо како мал горна камера. Мислам дека од тука го знаеш. Не, добро, довде не го знам, пошто макар да и ја памтам... И ја као мал бев многу помлад, знаеш, као мал бев многу, а роден сум као многу млад. Јанко, овде сум... Роден си као млад? Као многу млад сум роден, интересно. Кој те знае као тако? Јанко, овде сум Елбеца, на таа слика... сакам да ти кажам дека... Плав. Имам со Цајо една многу интересна работа. Цајо, она што е добро, она што го краси Цајо, е што цел живот, откако ја го знам, бараше начин како сам да си спечели. Значи, ние викаме у Скопје да направи паричка. Сам да си направи паричка, да не се шлепа на никого. Имаше модалитети како да дојде до неа. Како да дојде до пари. Ако парите се целта, Цајо знаеше да направи пари. И што е добро, знаеше да си ангажира и некоја екипичка. Негови врсници малце помали, вика, ние ќе ги земеш копилјаци да трчат тамо, да делат гратис ово, она не е битно, да анимираат, али знаеше. Пред да го почне да го работи тоа што го работеше, пред оваа званична државна работа, да не мешаме баби и жаби, што се дешава. Цајо, тнок со пари. А ја тогаш го отворив, значи, Јанко, за тебе. Слушај, за тебе ова информација не ја знаеш, Цајо ја знае. Дали знаеш кој го отворил првиот бутик на отворено воопшто? Во рамките на град. Бутик на отворено. Еве, Цајо, гледај се смеш. Бутик на отворено. Бутик на отворено, да собереш од дома целата стара гардероба,
цел комшилук да им собереш све што не носат, да натовариш торби и да отидеш на бит пазар и правиш бутик. И цената уопште не е битна. Значи не е битна цената. И Цајо ме среќава и ме прашава, што прашава, Цајо, бутик отвори, жив ти све, каде? Ај ти у субота и у недела собери тоа и дојди кај мене у бутик. Дојди кај мене у бутик, Цајо која виде на крајот на пазарот, негде кај 2,5 више, која гледа коцката, машала. Вика, ова било интересно. Нели отиде на пола Скопје да им ги собере стварите. Офингери, наредено, све фино, па добар дан, до гледање, пријатно повелете, толку може. Која година збориме, Реđe? За многу одамна. Ова е крај на 70-тите, почеток на 80-тите години. Кога се уште не беа ни отворени првите будици во Скопје. Клуб 77 и Лонза. Клуб 77 и Лонза. Кој е првиот? Да спомнам, Клуб 77 е првиот. сосема случајно, може би не моментот, сосема случајно Ѓош почина. Бог да го прости. Газдата на ова, денеска видов, на фейс листав и жал ми е, човекот... На Клуб 77? Се што прв ке почнеш. Ти си прв, значи само еден може да биде прв. Де факто. И после по систему видела жаба, тоа не е бито кој колку ќе печали, се знае кој остава печат по тоа што прво го направил, збориме во рамките на еден микропростор, микросредина, као што е градов наш. И се знае кој прво тоа го направил, кој прво ова го направил, кој прво. У рамките на тоа Цајо беше, ама беше, знаеш што е добро кај Цајо? Што Цајо прифаќа. Не е тврдо, прифаќа, гледа, особено ако се работи за добар профит. Не одбија. Извини, Цајо, можда твоите предпоставени те гледаат, ама... Значи, Така значи, Цајо... Јанко, тоа е почетокот, тоа е почетокот на бутикот. Добра, тие... Тоа е почетокот. Пијачкава. Немам што подобро, сори. Добро, домашна, што да правим. Кисела вода, Абе, топла... што се нашло? Извини. Кај покрај два кисели сурати ти вода. Вака, Реđo Балич, 90-ти години, работи во Македонска радиотелевизија на канал, на третиот канал. Кај што помина една цела плејада, Тони Танчевски и сите останати. Еве, например, што беше? Тони Танчевски за Нова година, канал 3, третиот канал на Македонската телевизија за Нова година доделува награда, автомобил покриен со церада, кој прв се јавува Перо, ја го доби, Перо да дојде за 10 минути, Перо доаѓа за 10 минути, солкави локви под мишката, задишан целиот тахикардија олкава, како се вика, да е Перо Станковски, а огромна една људина. Нема проблем, ја го добивте автомобилот и две девојки го откриваат автомобилот, од отпад донесен Трабант. И човекот кога пребледе и Тони Михајловски ха-ха-хи-хи-хи, која се пребледе типов, така еден позамашен кој му се цврти. Реđo направи нешто слично. 90-ти години вика, сакате ли вика да идете у Колорадо? Сакаме да идеме у Колорадо. Ќе причата цела, Јанко. Вака. Се дешава состанок Диме Циго, лесна му земја, не вика као уредник и голема, људина беше. Шетан човек, што викаме ние, намазан тип. Вика, бе, 1. април мора некој трикче да смислиме. Викам, Диме, ја имам трикче, кажи, бе, ако ти го кажам, нема биде интересно. Што е, викам, фора што не си ја слушнал уживо, теорија нема. А бе, кажи сега, ништо не се коси со програмската политика на куќата, значи не се секирај. Многу е јака форава, а мене ми дадоа задача, пази сега, тоа е, да водам ОК3 Корал. Имаше симнато негде од прилика 80 и неколку сати од CMT, кантри музика америчка. Значи, фолк музика. И баш со оваа, кажи го, со Тони и со Сидор, вика, бе, ќе истераме емисија, вика, има многу материјал, дотерај се ти као каубоец. Јас ја направив, нарачав оваа сценографија, што не беше проблем да најлаже сценографија, требаше да личи на салун од вестерн и даде Господ, тогаш работев у радио канал 4, имаш еден курир да сум го барал, значи да сум правил кастинг, да најдам таков тип шанси нема. Волкав еден, као конобарите што се, у вестерн филмите што одма се кријат.
Ko ќе почне, што ќе пиеш, и ви одма, знаете как има пугање. Викам, ке те, абе, немој на теле, абе, не треба ништо да правиш, само да стоиш зад шанкот. И ако те прашам, нешто не е битно. И све е договорено, викам, имам фора, абе, кажи ја, Дивна, кажи ја, Сидор, кажи ја, Маче, кажи ја, Силвана, не ви кажам, ако ви кажам, пукна причата, не е интересно. Вечер, у толку и толку, касно почин се нешто. А ти веќе идејата имаш у глава? Не, ја филмот цел готово си го направи. Ама не им кажам што е. Вечерта веќе даваш? Голема доверба е све. И окей, и почињам најава музика, викам. Специјално не спомнам. Пази, 1 април, сега мене и тебе ќе ни текне, ама имаш ти сурати. 1 април. Викам, наградна игра, што е? Добитникот добива пат у Колорадо. Окей, пуштаме, првите тројца. Пазите, на национален канал, на Македонска радиотелевизија. Далечната 92-та. 92-та година. Имате водител кој ви вика. Кој прв се јави, добива патување во Колорадо. И што се догаѓа? Пуштаме и доаѓаат тројца. Едниот од Крњево. Ептен кај му, ете му го тука му е. Другиот беше од Автокоманда и кога дојде една невеста, ама што беше условот? Да дојдат дотерани у каубојско. Значи у вестерн фазон. Да дојде брзо. Првите тројца што ќе дојдат облечени у вестерн фазон, тие се у игра. Од тројцата жирито одлучува, жирито е режијата, реализаторот со комплетна техника. Така е договорот, они не знаат. А студиото од под до терасата, кај што е режијата горе, има негде 9 метра. И ограда, нормално. Кој бил знае, кој не бил, ќе отиде, па ќе знае, не е битно. И што се догаѓа? У Колорадо. Слушај сега причава. Кога дојде невестава... Ја знам причава. Не, кога дојде невестава Јанко, добро, чизмички едни, од тие полувестер, не класичен, значи не каубојка, него од тие што лича, значи од ефтините каубојки, ама пола на секоја, значи имаше по 6 кила кал, по нога на жител, од Визбегово преку ниви, мужот го таксала, со како стасале они меѓу први три, не знам. И онака, и шешир стајла, и некоја као елече или јакни, приближно, окей. И тројцава се појавување, ја правам со нив муабету, минута, 2, назови интервју, не е битно. Жири, кој е кандидатот? Вика госпожата, едино женско, она да умре, а мужот и стои кај тие големите железните врати у телевизија. Ја викам, брат, овде ќе има циркус, шансе нема овде да крутувам. Кажи што и направи. Окей, викам, госпожа да ја прашам. Сега тогаш мораше да се бираат зборови. Не. Зборови мораше да се бираат. Викам, дали памтите, викам... По вицки ја кажав ја. Музика, викам, слушавте од порано од нашиот северен сосед, тоа беше многу експлоатиран термин, северен сосед, значи, да, како не, па ја растев. Дали ви текне една песна, вика, еве ја ќе почнам да ви ја пеам, па ќе ви текне. Ја викам, ајди идемо рада. А ја вика, ја знам. Ја викам, ве молам втората строфа, ја знаете? И она застана се мисли едно време и си ја пее у себе. Ајди, како беше втора? у Колорадо. У Колорадо. Си ја потапшав, априли лили која и кажав, што викаш ти као овој што ја доби таа крнтијата, која се направи као гипс картон плоча сурато, а и она не до толку. Ја пази, не ме занима, она ме занима мужот тамо. Го гледам овој, жилети, ножови, катани му летат. Викам, овој уште ако дошол наоружан, дивна, пошто никој не знаеше, ама дефинитивно никој, освен мене, не ја знаеше причата. Дивна, у Колорадо, преку ограда, од озгора, од режија, викам, готово се уби жена. Се слуша, па иде у програма. Викам, седи Дивна тамо, да не идеме и двајцата у Колорадо. И Диме, покојни се. Мали. Вика, све, вика, јо. Викам, ти кажав ли, ако ти кажам дека нема ти... 90 години, Македонска радиотелевизија. Ова, што сте го направиле, ја денеска да го направам у било која телевизија, ќе бидам казнет, затворен, избркан и ќе бидам прогон. Не, верувај ми, Џони. Ќе бидеш казнет од луѓе кои што евентуално нема да те разберат.
Разбираш? Што тебе те разбра? Не. Па ме разбраа, мајсторе. Да ти кажам една работа. Јанко, нема да веруваш ова се случува. Нема година, ма какви, нема ни 6 месеци, дека човекот управо по тоа не ме идентификувал. Пази, тоа се цели 25 години. Вика, леле, брат, али тоа у Колорадо ще и направи, пази, пред 25 години. Вика, ети колку глупости, тоа е лефтерно. Вика, тоа не можам да го заборавам. Викам, не можам ни ја да го заборавам. Реđo, темава ми е скопска шема, скопскиот ноќен живот. Со Цајо имавме една прекрасна, фантастична емисија. Јанко, ќе ти кажам. Цајо, како вистински хроничар, се покажа, добро ги владее, очигледно купил од многу вас и така натаму. Што ти кажав, дека Цајо е дивен, прекрасен учен. Кажи ми, кои се твоите сеќавања? Од каде тебе ти почне шемата? Од 9-та година. Не. Од 9-та година на живот, сега ти кажам за ноќниот живот изборам. Не за тебе, него... Пази, нема да веруваш. Дозволи ми само да ја завршам реченица. Пошто си ти иначе на други не дозволja. Пошто мене ми почнува од Дона Самер, Мусандра. Тоа е првата она убава визија дека диското, тие места, клубчињата... Магијата на диското. Магијата на диското. И тоа е ноќниот живот. Каде е за тебе? Кои се локалите и местата кои ги знаеш? Ја имав таа среќа, што брат ми е еден од претечите на рок-н-ролот во Македонија. Разлика во години, 8 години помеѓу нас. Иако и сега да не видиш, он е многу повитален од мене. Во пуна снага и у смисла, тоа е комплекс на постар брат, ама јас сум сугар, он е највозрасен, имаме 2 сестри, помеѓу нас не е небитно. И рок-н-ролот. Јас од 9 години идев на игранки, на журки. Тоа е периодот кој што Цајо и ти не можете да го помните, пошто тоа беа доцните 60-ти и почетокот на 70-тите. И колку години има. Не, Гаро го збореше ова исто. И Гаро? Да, беше гостин Гаро. И имено, сакав да ти кажам, со Гаро сме соученици од исто основно училиште, а за Гаро ќе ти кажам, најверојатно да си го прашал, ќе ти кажал која е највеќата фора која што ја доживел Гаро во животот. Ќе ти ја кажам и таа попосле, не е битно. И што се догаѓа? Не, тоа е крај. Ама Гаро, пошто се знаеме 100 години, ја изигра играта као да е режирано Спилберг, вода да му носи. Кажи му кој ти е брат. Кој ти е брат? Медо Балич ми е брат, постар брат, и ти викам со него. Сега тогаш беше, например, знаеш, тогаш да се бавиш со рок-н-рол беше ерес, мајсторе. Колку ќутек има јадено скопските фраери со дугачка коса, само за тоа што имат битлесите скопски, така ги вика, битлеси. Пошто битлеси, нели се... Тешко се изговара. Знак на препознавање. Ко битолчани што вика тапан сас... Ќутек има теа грбавено. Кај ти у Титова Југославија, коса ќе пушташ бо. Арно, ама имаше храбри, имаше пионери на тој бизнис. Бизнис не е, тоа е ентузијазам. Добро, на тие играчи се шлепав на него. Кажи, полицајците стварно шишале со макази? Не, тоа у Бугарија беше. У Македонија не. Не, имаше кај нас? Што? Джандарите да те шиша на улица? Да, на улица не, а у станица да. У станица да? Бугарите тоа го правеа на граница. Добро, не на граница. Ова не беше толку екстремно, не беше бугарска шема, пошто ние за волја на вистината без оглед што не навлага, ние тога за Бугарија бевме Лос Анџелес. Која забава? 60-ти крај, кои бендови си ги гледал? Бизбес. Бизбес. Севте, Бизбес, со Мице, Бог да го прости као тапанар, со Чивчи, со Коце Икономов. Тоа се све... Ама тоа е повеќе коинцидент. Знаеш, тоа беше фората, Јанко, како си фраер. Тогаш у мало каде, остагам се дружи со големите. Знаеш како ти каже, се дружи со големите. Не, ама не може да го разберат денешна генерација. Тоа е времето... Ако се дружиш со големите, знаеш зашто не може да го разберат? Пошто никој не ги праќа по цигари. Фактички ти што го кажеш бизнес и сите сме купувале цигари и сите сме имале некого да пратиме по цигари. Отиде у трета тема. Да се вратиме, значи, ноќниот живот... Ноќниот живот интензивно почнува прв пат во технометал. Првата дискотека. Кај Васија Ивановски. Да, кај Васија. И тогаш со страв, пошто имав страв... Чекај. Дури ја не знам за што збориш. Што е дискотека Технометал, што дирекција на Технометал, кој што е сега... Првото диско во Македонија е во Скопје. Технометал. Карши Свети Димитрија.
Карши Што е Штепи Димитрија. Министерство за сообраќај без врски. Добро, без врски. Во подрумо доле. Во подрумо доле имаше диско. Јас знаев дека постои... Која година? 69. Сега ќе кажа, 68, 69. 68, 69. Реđo, третираме како да не знам ништо и објасни ми точно да знам. Значи, така и те третирам. Извини се за тоа. Да, па така и добро, треба. за ова не знаеш ништо. Не знам. Мене знаја дека брат ми како најстар. Ми беше не само авторитет, него имаше од родителите мој Бог да ги прости, ги имаше апсолутно безусловно сите ингеренции. Он имаше: синко, ја кога не сум дома, ти си глава на куќата. Кажи ми, и он како тоа си го изгледаше имплементираше. диското? Многу убаво за тоа време. Како изгледаше кога да влезеш у шатл, доаѓаш од подложие на Газибаба, кај што сум роден, и идеш у град, значи идеш у Европа. Како изгледаше диското вака прекрасно Дали направено, беше тоа пази со за тие, да, сепареа, па убав подиум за играње, па убава диџеј кабина тогаш беа кажи го, строго плоча. И мајстори на занаетот се тие. Мице и сите после него. Колку години траеше тоа диско и како се викаше? Не многу, за тоа што 72 веќе се отвора трговски центар. Се отвора Мусандра, тогаш најпрестижната дискотека во СФРЈ. А не беше Панорама? Со квадрофонија. Панорама постоеше као дискотека. Го немаше квалитетот, го немаше луксусот, ја немаше душата као Мусандра. Мусандра беше престиж. Сега ќе ти кажам, кога почнав да студирам, никад не сум студирал. Како се викаше технометал дискотеката? Технометал. Па баш добро име, технометал дискотека. Па Јанко, ама никој не знал дека и техно и метал Васја во даден момент ќе еволуираат во музика. Васја кажа дека 72 година е веќе крајот на технометал и 73-та како што се отворила, значи Мусандра, поточно трговскиот центар, значи, буквално наменски била направено Мусандра за клуб. Прво како ноќен клуб. За ноќен клуб, да. Па после тоа како дискотека. Чекај сега. Да влезеш у Мусандра. Чекај, колкав капацитет беше? Кажи ми уште нешто. Дали паметиш кој беа дисџоки или кој беше дисџоки таму? Мице беше. Михаил Пошто Мице си го знам од Чаер. Не. Значи, Мице се пресели во Мусандра. И оваа тогаш згаснува, зошто? Затоа што веќе народ не иде, туку целата популарност е во Мусандра, така? Прво се искачеше првите, наречи ги кафичи. Беше технометал, имаше еден цел кат. Со бела техника, акустика, ти реков, ми рече, као технометал, као фирма тогаш, имаше бифе. За каде збориме? За Утрговски? Не за Утрговски. Те прашувам за дискотеката. Колкав капацитет беше таа дискотека? Дали паметиш? 300. Без да се буткаат, да. Тоа е добар простор, значи. Јас знам дека негде околу 400. Не, 300 без е рекордот 840 карти продадени. Знаеше тамо газ преку глава да биде, ама на никого не му пречеше. 840 карти. И што е најбитно? Секоја вечер, што е уствари душата на Мусандра? Ја не можев да влезам, Јанко, у Мусандра, некако само да не се поздравам со 100 души. Исто кога да не си бил. Исто така, ја и кога сам идев, едноставно се запознававме таму. Но ова ми е нов момент и затоа те изгнјавив малце да исцедам отсеќавањето твое за технометал. Кај што за технометал. големите, значи врсниците. Сега малце ме буните со ова. За годините хронолошки, бидејќи во Скопје го има Турист, го има Бристол, ја има Панорама и ја има Мусандра. Кој од овие 4, значи Панорама е отворена ама технометал е првиот. Технометал е дефинитивно. Во Скопјата. Како класична дискотека, дискоклуб. Значи ова поклупчење не е што сме правеле. А иначе тие години со Мусандра излегуваат и туристи и Панорама и турист и таверна се после тоа, и 23. Значи јас колку што паметам и некои работи, како што кажа Речо, Панорама е значи отворена во рамките на хотелот како некој си бар, така сватено и после дискотека станува. За гостите од хотелот претежно, не отворен. Наменски прва дискотека и единствена е Мусандра правена. Дискотека правена со проект за дискоклуб. Буквално до се, до звук, до све. Драган Б.Т. Костич беше у Турист. Знам, али не, види. Турист се појавува 74 година крајот
Триксон на врата? 76-та со Лули и Триксон, Триксон. со Лули. Бог да го прости. Тука се и На Армандо, Чокре, татко. и Зупе тука, што стоја на врата. Значи, они работи диското до 78-та. Таму е покојни Лазаревски дисџокеј За кој збориме? за во Панорама. турист, во турист. А во За турист. турист. Да. Добро. Мики Лазаревски. Татко му него беше директор на Македонија Турист. Мики шефот на таверна. Он го носи главче во таверна. Глава. Таверна е Брат. отворена на 8 март 1978 година. Значи до тогаш приматот го држат Мусандра и Турист. И турист, да, да. А од Добро, имаше потреба 78 тогаш. од Не може 70 сите да влезат тамо и тамо. Од 78 година. Од 8 март, главниот ефект го прави таверна. Тоа е веќе дискотека со реноме, веќе створена, невидена до појавувањето на Огниште 81 година, крајот 82 како нова дискотека. Риджо, тоа време на овие први дискотеки беше искачање, стоење на корзо, ванила или Пред ванила, вамо и пред таму ванила. така, и од таму идење во диско. Ако ќе Немаше режеш. кафичи. Кој Имаше. не. Значи, почеток на се... Ајде, окей, во време на техно метал, имаше ли Кафичи. кафичи каде што Не. негде Кафани имаш. На техно метал не. Не, значи, млади Какви, кај се бе? собира. Кога би те прашал за у првите 10 сат кафичи... Пелистер затвараше. Добро. Боге. Кога би те Конобарот. прашал... Кога би те прашал, кој е првиот кафич на кој би се сетил? Што би одговорил? Ајде да видам дали знаете Пази. сите. Кој е првиот кафич? За мене е Джули. На кој би се сетил, се сеќам на Ани и Бони, али првиот кафич као кафич го отвори Маџо у парк. Не. Джули? Не. Джули у- Знаеш ли кој е првиот у кафич? градски Еве ја да ви зид. кажам. Пред Не, Джули. не. Ако сум помал, да ви кажам, Кој е? самиот оној дел кај што е сега овакво гиро кај што се продава, пролазот кај прва полициска, Грин кафе се викаш. Не, тоа е пред... од не, каш? после Грин. Джули е. Грин е После тука Джули. застанат, а Джули е втор, па после е Камел. Али Камел го добија Камел е- атрибутот. Objection. Значи, тројцата не сме сигурни и еве, нека биде дебата, ќе имаме писмо Нема меѓу проблем. време на првата пауза, дали е Грин или е Джули. Грин е па А Джули Камел, па после Камел Камел. беше првата голема По шема. кафичи, ние имавме Да, други други он обврски. направи... Вие Знаеш, младите искачате, слушај, ние имавме други. Да, да. Какви обврски Да, имавте имаше вие? обврски. Малку ми е непријатно. Молим те, немој да се секираш што ќе ми е непријатно. Себе и своето крхко тело. Ако не штеди. Да. Не штеди. Какви И да ти обврски? кажам, после кафичите, као кафичите имаше, не е тоа надпревар, му требеше, душа му требеше на Скопје. Ја ги имав искуствата, пошто добар дел од животот имам и ова поминато надворот од Скопје, кога отидов, пази сега што е фора, ти доаѓаш од една средина кој што е Скопје, кај што се затвара у 10 сат, 11 Мртво. не, ептен шефот ако е на таткот и најболи другар или чичко ти е. И тоа со изгасено светло. И идам кај побратимот у Загреб, ме чека на главном автобусном колодвору, ме собира у 9 и нешто, идеме дома, кај него, јадеме, и вика, стара, ми ćemo сад мало ван ружит. У 10 сати искачам, викам, ово е сега, кај ќе иде по некој, ние имавме кај Јакуп на железничка, Вардарец, таму, Да, ко сакаш, да. пиво да земеш, плескавица и да се Плескавица, правиш Јакуп. Знам, летва. зборев тоа, го искачавме со Томе, со Баџо, со Диме, Да, ама затоа тоа- што единствено беше Ова зборам за стара кај што железничка. можеш да купиш старата железничка, Старата за таа железничка зборам со кај- коњопои. Со коњопои, затоа што у таа покој- смрдешница и што се беше догаѓа? единствено Војна на место кај кривата. што можеше да се купи кришка леп со плескавица и шише пиво. И кој имаше? И ќе седневме на топовите, јадевме бурек, зборевме и Така, и тоа беше слушај, бидејќи немавме кај да идеме. И што се догаѓа? И сега вика искачаме у 10. За мене непријатно да прашам, сега Која губи, година као и збориме? кај нас Што за збориме? Загреб. Викам, абе, и кај нас е вака. И гледаме у 10:15 доаѓаме кај терминал, до хотел Дубровник. А3 терминал. И 10:30 почиња народ да се собира. Реко, види исто као кај нас.
И ја се запознавам со екипата негова, со Првите другарки, два кафи- другари. збориме У за 12:30, каже, сад идемо се мало забављат. Каде? У Загреб. Салон. Загреб. Да. Значи, првите кафичи се тамо... Таму и у Сараево. Ласо, Сараево е првиот, да, у Југославија, а овде, како се викаше, Салун, тој каубојскиот. Тоа е дискотека. Тоа е... Да. До бола. Да, он имаше и подиум. Кај Да, на Цибона е игралиштето, не. Не е битно да не бегаме и влагаме. И ја сега мораш да глумиш, сега и ти доаѓаш од некој главен град, не. Око корен. Еј, па овој ли е, тој он им зборел кој ќе дојде. Братич мој, држ не да ово, она, Милина. А кој ги виде жените, загребчанките? Абе тоа, Шо тоа? прича за себе. Каквото не разбирам. Непријатно, нели? Па добро, Мене за е машките непријатно. да збориме. Ја имав Ако таа за жените среќа, е не. непријатно да збориме, Нема да везе. збориме за машки. Ја имав таа среќа, знаеш. Ади Караселимовиќ е повозрастните памта, тој е првиот бубњар на Сребрни крила, мој побратим. Имав таа среќа да бидеме ратни другари, знаеш. Од војска и побратими станавме после тоа и ден денеска сме крв. И сакам да ти кажам, и сега мораш да глумиш, да не испаднеш ропак, она тотални, у Загребу не. Све си И навикнат, мораш ти но- да бидеш, па исто кај нас. Какво исто, ја у 11 кој се приберев, не знаев која молитва да ја кажам, која дова да ја изучам, за да не добијам ќутек. Не е битно колку години имаш ти, битно е дека имаш казнена експедиција. Доцнеше Скопје многу за таа работа. Дури со Цајо неговите полноќни забави започна отшрафување на Скопје во еден ненормално добар ноќен живот. Мислам дека претходно немаше ништо слично што може да се Освен спореди на дискотеки, масив. бе, знаеш. Дискотеките, ама не беа толку. Он со полноќните, ама дискотеките пак беа од 8-9 тука е идеше. уметноста, Јанко, да го фатиш флуидот, кога ништо не се случува, дискотеките почнаа, сакали не Тоа да Цаја го- изумираат. Цаја го си го... направи. Иако, например, Драган Костич, Изјавуваше дека он ја правил. многу беше љут, вика, јас сум автор Јанко, на првата полноќна забава, Јас он бил директор на кажувам Македонија јавно, турист. значи на телевизија Сител. Поздрав до Сашо Јордановски, диџокеот и шефот на дискотека Салим Огниште. Школски, знаеш дека се. Сашо Јордановски побара дозвола од тогашниот во тоа време правна служба, мислам дека се викаше Бошковски, за да ги добие сите, значи, овие документи за работа после 23 часа. Во рамките на Македонија Турист, прво диско доби, значи, Огниште. После тоа доби и Турист и Таверна, пошто беа во рамките на Македонија Турист. Али тоа беше после 1 месец и повеќе. А тоа некои други што сака да си става... Огниште и таверна е исто, це. У иста просторија. Мислам само да ти кажам. Пошто ја као таверна го памтам, као класична таверна во рамките на Бристол. Памтиш клуб Джес бенд кај што свиреше во хотел, Гранд хотел доле? Доле, да. Да. И Тоше Поп Симонов едно време беше таму со нив. Туку, Цајо, пошто Ја памтам стално- Охрид река која беше, бе. Со Мио памтиме заедно, ја ти и Мио памтиме 903-та турците кога доаѓа, Мио како викаше, абе вика, вие комити бе, гледате какви сте за нига. Види што се дотерани убави, вика. Види ги, вика. Туку, Цајо, кога беше првата забава, Добро. кога се напуни првата полноќна забава, Колку чари. јас ти бев, не, колку чар. Ја. Ме отру. Кажи, Ја му не, зема Цајо е филјадар- чесен. Не, ја му зема филјадарка, после недела дена ми избрка од работа, и му бев многу скуп, а ми ја снимаа тајно музиката за да поминувал поевтино. Нема Види, врска, ко први нема девојци. врска, цела сезона е Пак, истара. не истерав цела сезона, после месец дена си отидов, а и Сашо сакаше да ме тепа заради таа малата Лидија, оти му ја речкав. Туку, Што не ја знам ја до душа, али не. Али, дали памтиш со која песна почна? Е, тоа Не никој се не памти. сеќам, јас стварно не се сеќам. Одиме со темата со која почнаа првите полноќни забави, значи кога се собра, ја пуштав се тиши и првата ствар со која почна целата забава беше ова. Океј, со Реџо и со Цајо е забавно
Мене ми е жал, иначе уклучени камере да су некоја друга слобода и демократија, камериве не би се угаснале, до сабајле би го истерале муавето со вакви луѓе. Таа може да се кладиш. Сега ќе го спомнам Мио. Мио беше еден од првата авангарда која почна модата да ја издига во градот на едно повисоко ниво. И првата, која ја паметам, модна ревија... Да. Леле, него што му имам направено. И некој да му честитате, роденден му беше вчера. Да? Нека е жив и здрав, голем да расте. Го среќам Мио. И 600 години, кажи. Кај Фуфо, кај Пелистер сегашен, јас со ова уредникот твој главен одговор, работевме у Вокс. Кај ми текна, ми текнуваат глупости редовно. Вика, де си овој? Мораме да го поздравиме. Ние сме колеги од Радио Вокс. Мораме тогашниот газда да го поздравиме. Драган Павлович Латас. Газда е вулгарно да го нараде. Во тоа време така ги викав. Собственик. Да. Мио викам, знаеше да прави такви деланија со Латас, да влегуваа во програма и мораше со многу гласна музика да се покриваат од другите студии. Латас имаше... го биеше добар глас. Им помагаше на многу водителки кои сакаа да се пробијат. Значи, има дикција, читање... Да. Ги учеше музика. Работење со микрофон и така. Да, мислам, однос кон микрофонот. Однос кон микрофонот, да. Стручно кажам. Го среќам Мио, Јанко, а тогаш беше актуелна денационализација. Викаме, ти збориш 99-та година. Ти, дали си свесен, пази, човекот у шок, дали си свесен колку пари уствари ти имаш наследство? Одакле ти тоа? Мио, палатава на ваша фамилија, Ристичева пола. Миодор Ристич. Да, беста. Живи најмило. Викам, ова брату, викам, тогаш марки беа, најмалку 10 милиона марки вреди зградава. Види, ја ќе те да испитам. Што да испиташ, бе, джукела? Човекот отиде у прашалници, вика, не, ја ќе те да испитам. Знаеш ли, ја, стварно, се он размишља, кој може да му биде тој Ристич што е. Викам, не може други Ристичи, една имав ја школска другарка, не знам, со Мио беа нешто роднини и сега си прešти некаков круг. Мора да се таа фамилија, ги нема 100. И он си го врже у крпче. Вика, да, викам, иди по ова министерствата тамо, аплицирај, гото многу пари се тоа. Мио е навистина урбана легенда на градов, кој почна со модата... Етаблиран манекен. Етаблиран манекен и кој модата почна да ја дига на повисоко ниво. Еве, гледам дека и те полека си за бил, ама добро, ја бар си ги памтам моите работи. На полноќните забави, третата поред, дали знаеш што се случи? Не. Ајде, поцитам. Тие двајца која се залупа за таа, што ти се свиѓаше. Не. На секоја забава двајца се залупуваат за таа што се свиѓа. Беше првата модна ревија во градот. Првата модна ревија, официјална ревија. Ми доаѓа Цајо и ми вика, ќе има модна ревија. Влего е Мио и ми вика, ки скачат манекенки, ми објаснува овака ќе биде, шуше добро, ово, она на писта, ти музика. И јас сега седам и се мислам, во тоа време викам, не знам, а едва и гледаш милиарда луѓе, значи у простор за 800 души напикани 1500. Сардини, вака, никој не мрда. Плюс подиум ставе. Искачаат девојките и сега треба ја тоа да го илустрирам со музика. А ја доаѓа со плочи на торба, онака на патенти што се прави голема на неколку реда, за да донеса музика, викам, што да пуштиш сега? Дона Самер, не иде Lessons in Love. Треба нешто за манекенски чекор. Корачница. Се. Баш тоа. Еве да ти пуштам што беше првата тема и со која првата модна ревија. Ова не се сеќава ни Мио, ама еве убаво да ве потсетам, бидејќи ја по овие работи ги памтам, другите не. Да. Ова беа Шакатакси, ова е нивниот албум,
Да. Кој на CD го имам денеска и луѓе, ама знаеш што, пред сега мисли деца пораснати, више 25 години су верен у брак, па можам да кажам. Али кога дојдоа манекенките после ова, да ме гушкаат у кабина, сите, од кај ова, бидејќи ритмот им беше добар. Да те гушкаат друго кажете. Не, сега ќе ти кажам, абе добро ќе се пофолам сега да ти кажам. Значи, види, Јанко, како со мене заврши правиш бидејќи беше идеална за модна ревија, заради чекорењето. Имено, и корачница. беше добра, корачницата, добра. Арно, ама дојдоа фала да кажат. Кога дојдоа фала да кажат, па една остана со фала многу. Со многу фала. Ја снимав. На микрофон како кажува фала. Така. И тако неколико пута. Тогаш сватив дека дисџокејството е работа малце повеќе од земање пари. Комплексна работа. Комплексна работа, каде што треба не само публиката да задоволуваш, туку и поединци. И манекени. И манекенки. За манекени не знам, за манекенките. Ја вака што, значи ти си ги задоволил. Ја гинев на врата, али друго е муаветот за Миодраг Кристич и за се друго што е ревија. Значи ревиите се многу одамна. Рио као прв етаблиран манекен и човек кој премногу беше надвор од нашава држава, човек кој помина цела Европа, Лондон и Грчки. Значи, сето тоа да... Па, он беше олицетворение на Миконос. Своевремено. И се уште. И мислам дека човекот дојде, направи една револуција во смисол на модата во манекенството, почна да се појавува крајот, почетокот 81 или 2, да не грешам, душа тоа Сани манекенката ќе го каже, тогаш се појавуваат низините први чекори. Колешката Сани? Да, колешката твоја. Колешката твоја, знам, дајме. На клјок жена. Знам бе. Значи тогаш се појавува модес како саем на мода во рамките на Скопски саем. А инаку пред тоа ревиите се случува, значи уште времето кај Гавро, значи во Пони клуб. Во Пони. Да не се навраќаме, имаше мали забави, ете другарти Соме кој сега во моментот, јас да го поздравам, се наоѓа со неговата керка во Барселона на концерт на Ариана Гранде. Стварно, ова ти е интересно да го збориме? Не, сега ти ја објаснам. Абе, ти кажа, не поздравя. Му кажале? Не, сега да ти кажам. Абе, немој тие фори. Многу е. Многу е продерно. Сакам да ти кажам дека ревиите одавна беа. Брат, 50 евра. Да, и на стрина ми братучетка и да. Друга беше муабетот. Значи, имаше тематски забави, си заборел. Значи, таму се направи една многу убава забава, се викаше Котон Клаб Парти. Каде? Во Огниште. Добро. Што беше приказката? Филмот Котон Клаб со Ричард Гир. Знам. 20-тите години, ако се сеќаваш, дојде негде... 20-тите? Не, филмот се случуваше 20-тите. Добро, 20-тите, добро. Сите, значи, што беа поканети гости, беа во тој стил облечени. Добро. И беше многу убава забава во Огниште. И после тоа, ако се сеќаваш многу убаво, ние почнавме први да ги правиме маскенбалите пред новогодиште. Вака, ја првиот маскенбал го памтам пред новогодиште. Ти ми каже Чичо Реджа нешто за маскенбал. Само да ти кажам дека најпрвата од сите газди кога му работе во неговиот кафиш до Влада, како се викаше? Академија. Тоа е едина академија што ја имам завршено. Газда. Бољи платиша. По-фер. Само ми дојде, јас спремен со тона музика. Особено ако е задоволен од твојата работа. И он вика, сакам најшминкерска, најџезерска, најкул музика да ми пушташ. Колку пари бараш? Ја му викам, колку даваш? 100 марки на вечер. Абе, ја ке се онесвесте. Ти се изводи од... Ама не кажа дома дека си имаш по 100 марки. Признай, не си кажал. 7 сат сум доаѓал на работа, 10 почнуеше шева. Што е работам за... Гонца и сестра и беа први тука. 700 дена. Таму. Поздрав до Гонца, сега е уредник на Ситотри, мој уредник ми е. Слушај, причата за маскенбал. У тие 2 сати, се што беше најџет сет во градот, али пази, не дозволуваше. Вика, само немој да ги разрипаш, али не ги пуштај ни да. Ни да падна, тада е добро. Тензијата се држи. Ниво едно.
али платиш ако шо беше. Јанко, пошто спомна Цајо маскенбал првиот најмасовен и дефинитивно... Да немаш некоја слика од маскенбал овде? Таму имам со Наташа, тоа е у Сандра. Сега ќе ја најдам. 75-та или 6-та нема, знаеш како можеме да најдеме, тоа ќе најдеш ти, пошто IT технологијата ти лежи повеќе од мене, во Скала. Тоа е ревија на долна облека у... Скала е... Добро, знам Скала, горе кај Панорама, кај што свира над Панорама, во Скала, свири група Пул, а ние дента пред Ванила правиме стратегија, сценарио и режија. Сега ги барам, да видам дали е тука. Што да правиме, пошто се уште беа ова... Ја 1-2-3 години влагав као ова Godfather во Мусандра, така облечен. Веројатно ти ја кажале таа прича, али тоа се некакви младалачки палавштини. Ова е Цајо манекен. Да, Цајо кога почна да се занимава со манекенство, па прва муштерика му беше Нивес Целзиус. Да, на Фаренхајт братучеткај. Да. И што се догаѓа? Пази, тогаш беше многу престижна награда. Сум ја заборал. Литар Балантен и штека Малборо. И во тоа време, знаеш ли кој? И ние правиме групна маска. Василева. Сега ќе ти кажам групна маска. Ја, Труба, Булј, Ујко му е на Бени баш Ујко. Васе од Топанско поле. Правиме маска и јас сум Капо ди Тути Капи, Труба, 2 глави поголем од мене и 4 рамиња поширок. Ако ти го кажам по име и презиме, не значи, ако ти кажам Труба, Труба е Труба. Да. Пошто у Скопје тогаш кој не знаеше, тоа е Stranger in the Night. И им кажам, ја пред Ванила, што е причата? Маски строго од дома. Викам, ти Зоки ќе ми бидеш жена, Васа и Ујко, пошто се по 2 метра, Ујко играше активно кошарка, како и ја впрочем. Додека го слушам, само покажи ми, ако има. Абе ти... Све од дома си изнал, Цајо, најпрофил ти си по-убав вака него на слика, бе, душа моја. Немој да те лажат, бе, злато, бе. Ти си вака фраер, на слика си ништо. И што се догаѓа? Да немаме слика нека. Јас се дотероим, ја тогаш имав пругасто ова одело, гамашни имав. Све е тоа документирано во бројот од 2 април таа година. Преку Нова Македонија беше најголем и најдобар молерски вестник, пошто беше најголем. Да, ако ќе го отвориш, можеш да јадеш, да пиеш, да кречеш на него и на средна страна од само што тогаш беше престиж, да ти одвои не би можел да ја покажам на широка моја камера, старата Нова Македонија, колкав огромен... Имено, да ти дадат на средна страна само за таа дешавка. И што се догаѓа, иде мене, вака на паркингот, огромен паркинг имаше, кај не може да се влезе. Паркинг кај? Пред Скала паркингот. Пред Скала паркингот, огромен. Народ вака од коли, баш кај унутра вака се влагаше. На раце да те стаат, за мене маса... Жива свирка, пу. Така. И што се догаѓа, ние се договараме, ја правиме маската, ја дотеран као Капо ди Тути Капи, Булј иде со виолина, свири пред нас као палјачо, Васе и Ујко, бодигарди. Договорено, уште на пладне со Гранет договорено, маса да има тамо. Да. И све, и дошле сега, дечиња кутри. Знаеш кога... Не е наместена утакмица, али јас знам дека тоа е маска која што никој нема да ја направи, дефинитивно. Треба и текнувалото малце да работи. Јасно. Има кај се створи. Договор беше да дојдеме пред Ванила, од Ванила, у такси, Панорама. Кај се најде човек со камерите тие, 8 милиметарска камера. Од пред Ванила од пред Ванила не прати цела екипа. Како идеме од Ванила на кај Стоковна или ти сегашна Сити Галери, глупости, Сити Галери. Джо гитара имаше сендвичара тамо. Види, пред Стоковна беше Нама.
Народен магазин. И нама ја памтам ја. Ја ти кажа, ја памтам Охрид која беше. На Билјана знам невиност кој земал, ти ќе ми... Таа платно што белеше. Слушај сега. И Кај изворите. влагаме први црни Мерцедес такси, тоа годиште, значи 124-ка. Севте излезен, Мерцедес и у него, у таксито горе, и сега немаше ни мобилни, ни пејджери, ни ништо. Него пушти го, кажи го, аберджијата, да му каже на грани дека сме стасани. Договорено е, кој ќе влеземе на врата, да престане музиката. Као со нож и да не најави. Да види, овие двајца машала ги имаше баш она. Како се тргаат на масата тамо, дојше Дон тој и тој, овој зема, интервју некој прави со нас. Беше многу интересно, дешавката беше, дечкиве маскирани што беа исти секунди ми беше јасно и вискито и Малборото кај ќе ида. Рокање до ниедно време, тогаш ниедно време беше и 12-1. Ниедно време, збориме за некое време кога ова социјализмот како таков беше баш онака стамен, ама почна се чувствуваше таа некаква лајт варијанта као ке помине, не е ништо страшно. И факат не беше страшно. Јас се изненадив, не очекував. Сликате сега, имаше Сашо, фотографот, врвен фотограф, со брадица, едно фрајарче, градско, повозрасен од мене, баш она фрајар. Ке ти кажам фрајар со големо Ф, и ја мислам дека не фолира човекот. Абе, утре ден таа. Во Весник. Во Нова Македонија, на средна, све. Каде ли се тие фотографии? Дефинитивно никад. Може у архива. Тешко. Не постои архива. У библиотека, универзитетска. Постои архива на весниците. Зборам архива на фотографиите, тоа не верувам дека некој го... Весникот се наоѓа. Пошто у архива... Саше Глумецот... Али ако ми кажеш точен датум кој... 2 април 76-та година. Пак ќе го најдам вестник. 2 април, лесно се наоѓа. Значи, Абе, со тоа вестникот и ја и трува утре дента пред Ванела вака отворен. И стане и вака се шетаме, И сега. Пази, доживљај беше. Од оваа временска дистанца, кога гледаш, ке рече, ајци, циркузи, тоа беше не е направен. Значи, одговорно тврдам. На многу маскенбали имам учествувано и освојуван награди. Вајда ради фацата шо ми. Ако не знаеш да направиш шега на своја сметка, на туѓа уопште не се ни обидува. Интуитивноста е таа која што да те натера да направиш што не направил никој. Ако си нечија копија, не си прв. Никад болја забава немаше, овие се згазија, не им се свиреше. Љани Бог да го прости, и Грани, и Даре, се згазија од смеење, ама, вика, батали све, не едно. Ова не е маскенбал, ова што е оваа фотографија? Погледни ја таму. Ова е Нова година. Значи, фактички ја извадив маската, иначе имав маска на Рина. Ти као мал си бил многу помлад, бе, Наташа... Чекај, ајде да парафразирам. Слушни ми уште. Мусандрева. Зашто? Што е ова? Маскенбал пред Нова година. Маскенбал пред Нова година. Така. Сега објасни. Ова е фактички Дедо Мразот седна, ја извадив маската, имав нареган маска, се угушив унутра, а девојката Наташа тогаш учеше во Никола Карев, сега веќе... Сега не учи, више изгледа завршила. Не знам сега... Изгледа завршила. Девојчето како... Не, меѓувреме можда и матурирала. Да, и сите тие работи. Значи, ова е... Тој маскенбал, мислам дека е 1988 година. Добро. Значи, ете, имаме барем некоја фотографија од тие маскенбали. А ова е, веќе, ова се маскенбалите, ова е Коки манекенот, Коки Лонза. Девојката е иначе од Врање, цаја таму со нашминкани бркови. Сега мустакивите се маска или твои се? Не, тие се маска. Он лаже дека се маска. Така и делува. Така и... Не, негови се. Ова е влезот на познатиото кафуле булевар. Значи, тука сме на влезот и прво се склучува нели сите дешавки по... Прво го поминуеш Трпе. Да. И после тоа тука се дешаваат сите дешавки, соме, и после вечерта идеш во дискотека. Исто и ова е од булевар. И се лудираш. Да. Енево и дракчет позади, овој дечкото е иначе белградски глумец, го заборев.
Океј. Цео, после полноќните забави Скопје сваќа дека ноќниот живот треба да Појао враг шалу. Дека треба да продолжи, ама бара нови простори. Дискотеките некако не успева и во тоа време се бараат отворени простори. Значи не само затворени, бидејќи дискотеките функционираат до мај месец, после мај не се диши. И се бараше отворен простор, што мислам дека МНТ прв ја направи терасата и се направија големите шеми, а иначе како клубот Метропол, Томе, кој Баџа го средија, го направија тој прв бизнес. Да не го забореш Антар, да не го забореш. И Антар секако заедно Тоа е со многу нив доцна. во целата шема. 88 крај. Она што е карактеристично за шемата... Знаеш ли што предходи на тоа? Ти беше Чаршијата предходи на тоа. Ти шмекер Се уште сум, немој беше аорист. Значи, си се уште Јас сум шмекер по национално. Ама јас и Цајо бевме малце по асфалтот. Значи, делење гратиси, анимирање и така натаму, луѓе како тебе, да дојдат на нашите забави. Она што најлошото се случува, ја тука негде и ми завршува, се сеќавам, паметам дека последната моја работа овдека во Сител телевизија, во дискотека Парк, беше преполна сала, значи преполно диско, можеби преку 1000 души и 100 карти продадени. Значи, ја веќе, ама стварно немав ни мотив. Која година почнува таа, она, која трае 1-2 децении, која се просириш за се? За кино, за концерти, за ова. Стана шема што у ниеден град, никаде во светов, никаде во Југославија не се виде, а тоа е гратис. Гратис, да. Гратисот. Мислам дека и сметам дека гратисот го уништи ноќниот живот во Скопје, а не промените... Го уништи за тоа што беше, според мене, Јанко ќе се согласите и двајцата, пошто бевте поинволвирани, мислам, ја тоа никад не сум го правил, ја углавном бев од таа страна на сцената. Ти си шмекер, се? Дефинитивно. Мене гратиси не ми треба. Тоа у скопскиот сцен се вика фаца улазница. Не ти треба. Јас сум фаца улазница. Гратиси за да, пошто се отворија на неколку места и беше голема конкуренција, макар да ако си ја знаеш работата, не те интересира конкуренцијата, дури може да ти биде во даден момент доходовна. Зашто? Затоа што дефинитивно, ја идам таму кај што е најболje мајстор. Па во МНТ ќе се пресели цел народ, па во Хард Рок, и како да ги прегониш, да ги натераш да дојдат. Чаирски црви. Тоа е. Гратисти е чаирски црв, пуштиш рибите, кај ќе се фаќат. Највише се фаќат на чаирски црви. Чаирски црви е институција во рибарството. Добре, па и ти. Не знам коинцидира што јас сум од Чаир, ама чаирски црви мене ми дадоа, кога никој не знаеше како се пишува Харли Девисон, ми даде, Бог да го прости, Крис од Америка дојде и Митич од Канада и Брко беше баце. Што ти дадоа? Лјупчо, ми дадоа да возам Харли само да ги пуштам у бавчата црви да извадат, мајстор. Аха, да се качиш да возиш Харли Девисон. За во која бавча, за каде? Кај мене у дворот, чаирски црви да извадат за по риба. А буквално ти избориш јас? Буквално. Зашто ти викам е институција, платежно средство, друже. Платежно средство чаирски црва. Тие едни као питони која изваја. А вика ти не знаеш што имаш. Гратисите као гратиси. Почнав, значи, втората година... За гратисите. А, за гратисите, добро. Гратиси добива моите најдобри другари, тоа беа максимум до 25 гратиси. После тоа се појавија мои пријатели кои веќе беа етаблирани како менаџери. Борба на конкуренција во 2 дискотеки и мислам дека тогаш се случија тие масовни делења на гратиси. Ја бев дел од таа дискотека која се викаше дискотека Естрада, ја бев менаџер, тогаш ја држаше Рац и Џаро и после тоа дојде Мио од кога се скара со Орде во Текила. И Мио дојде тука, гратисите почнаа да се делат максимално и од другата страна во Текила почнаа. Кој ги дели?
Тие што беа менаџери во тоа време. Кои беа менаџери во тоа време? Па ја мислам дека беа, не сега многу беа, Зеко, Пиже, не знам, екипа имаше голема, али од оваа страна беше сосема друго делење на гратиси. Гратисите фактички направи една шема каде што после тоа се што се инволвира во Скопје се прошири низ цела држава. Немаше значи концерт, било какво гостување да не ти побараат гратиси. Ја не баре со многу пеачи, со многу групи прошетов низ Македонија на настапи. Значи дали било Прилеп, дали било Битола, дали било не знам Гевгелија, никој прво бараат гратис. Вика како нема гратис? Лоша навика. На концерт на пример на Риблја чорба или на Бајага, барат гратис. Какви гратиси? Реджо, дали беше ти инволвиран во некои локали да отвараш или не во локали или да менаџираш? Ја више бев локали да затварам. Тоа знае. Мислам дали имаше некоја твоја шема негде како твоја да... Моја шема е на цаје ќе му текне. Првиот званичен ноќен клуб кој што добил дозвола да биде ноќен клуб. Во тогашна Македонија и сегашна се викаше Валентино. Што е уметноста? Која година збориме, извини? 88. 88. Кај се Знаеш наоѓаше Валентин? У Топанско поле, мајстре. Расим го држеше и Ацо Сколи. И ја. Да. Аце е покоен. Аце Сколи и ти. И ја. Што е причата? Валентино. Се што нешто значеше во градов. Од фраери, од девојки, од манекени, од бизнисмени, од музичари и све. Ако не дојде тамо, не бил нигде. Тоа беше У кафетерија. Топанско поле да донесеш ти, мајсторе, естаблишмент. Джет сет од Скопски да го донесеш у Топанско поле. На едно ниво е ресторан, Да, Тефо покојни свиреше. така. Ова е со фотографија Владко и од со Валентино Таки. со покојни Перко. А доле дискотека која што беше оптимум. Поздрав до Љупа. Љупа не следи. Да. Тоа е Дискотека легендата на градот во сутеренот 100 луѓе беше оптимум. 200 и прв пат сум видел тоа што е она на база, ако излезат 20 да влезат. Не може више, не се поднесува. Така беше и у Галаксија кај Седек. Да, своевремено. Добро, таа Нема кај да прими. И тоа функционираше турбо. Само Една- мислам дека една пред цела тебе, година. пред тоа, првин беше Теферич. Томе, Добро, отвори, Теферич, знам не, дека не, пуштав музика, ме земаше таму заедно Ама со баќа. не беше у тој Идевме, сооднос. бре, пешки у тоа Ао, горе, бе, по се таа влечевме прашината. у прашината и да дојдеме у диското да се собере. качиш го. А тек па да не зборам за Галаксија у тоа Ова 2 е, на пази, 2 кога се две соберевме. шеми во едно. Тоа што викаш. Две шеми. кој рече? Ресторан и доле Ресторан, горе и дискотек. Еве, Цајо е еден од тие. Коки го покажа, на Коки целата екипа, Зеко, Пиже, сите собери ги, која немаа кај да идат, има многу јака шема. Зеко и Пиже има многу јака шема. И како се, не ми текне сега, многу јако другарше нивно, ќе дојдат, Зеко тогаш ми се чини баскет му се викаше кафаната на аеродром негде, и ќе дојдат од баскет у Валентино, пошто со Тапија работеше до 5 сабајле. Кој ти дава, викам, бе, мајмун еден у 5 сабајле да јадеш. Мајка ти, иди барај на мајка ти у 4 да јадеш. Ќе дое, вика мене ти тамо фрижидерот, скарата нема палење, тоа што останало јади. И ќе дое, ќе нарача обавезно шток, пошто памтам, тоа беше катаден. Зеко дојде. И, не, шемата на Зеко му беше, ви, брат, нешто славо пазар денеска све, а сакаше да биде галантен. Добро. Знаеш, оно, голе гузе, ама фраер да е. Не е битно. Вика, утре вечер, бркај работа, душа моја, ти не си од вчера. Пази, он пак ќе да е утре вечер, ќе си го плати цехот од синојка. А не. Не беше така. Не. У академија доаѓа Зеко. Не, цехот од синојка, ама таа вечер пак пие гузовач. Доаѓа у академија. За да си го чува нивото. Доаѓа у академија. Мио не остава сами фантастични иде. Доаѓа Зеко, штак. Конобарот трча. Штап, шток, шише штак. Да. Ека, девојкине, шток жа девојкине. Шток таму. Шток таму.
човекот вика, и само ми доаѓа детево, ја морам Мио да го прашам што направи тоа дете кутро. Значи, конобарот успева да задужи, можеби таа вечер, 1.000.000 марки. 10.000 марки промет. Да. 10.000 марки промет. И вика, ја Парите после ги ова нема. идам за Америка. Ака, жив среќен. А ја го гледам и викам, дете ме. Не, вика, жив среќен. И Уживај. трча. Уживај, фрајер. И гледам само сцена, академија се празни, Зеко седнат како тебе. И овој, господин Зеко, сметкава? Ја сметкава и се очекува што ќе извади. Сметката, ферма. Му се потпиша. Добре. Стана Тоа му е излезе купена форма. И не се врати. Да, Што направи? Морам Тоа Мио беше еден некој ден да отфит. го прашам кутриото дете. Јанко, да ти кажам, тоа е дефинитивно некој отфит. Знаеш, многу Алош Фериш ја знае, што е многу Алош Фериши Да, се да, праја знам и се праја од сега, ако гледаш, сега е све простено, али се праја смицалици кои кого уствари ќе го намести Да, и кај највише боли. Да, Мавне по джеп. А Мио е чувствителен на тоа. Разбираш? Е чувствителен да му кажеш Мио таква и таква, тънок сум, тънгъл. Али зезни го, да. Не, галантен човек. Од ведро небо, не. Нема по-галантен газда за кој сум работел што сум пуштал музика. Добро, нема. Ја немам работено кај него. Ја и Мио сме сосема случајно соученици од иста гимназија. Ја кога почнав да учам, он беше манекен. Дали го паметите, дали ја познавате отварањето на академија? На академија. Па ја пуштав музика академија која се отвараше. Ти си пуштал, ама не знаеш кој се газди. Како кој се газди на академија? А, не. Таму се 7 газди. Аха. Значи тука е Наче, Роберт. Многу подоста се новер. Граматикови, избориме за браќата Граматикови. Сега ти кажам, после Мио остана сам. Мачки, Антар, Томе, Баджо и Мио. И он после ги исплаќа сите и останува сам. А куќата чива е? Куќата е на Зафир Хаджиманов. Така, на Зафир Хаджиманов. Значи, да не си правиме Бајрам дека е тоа нечив кул. Тоа е изнајмено. Куќата е на Зафир Хаджиманов. И дебело платена закупнина. И дебело платена закупнина. Кирија. Така. И после Мио се ги исплати сите и остана сам. Така. Зато Мио беше голем, зато е Мио голем фраер. Сваќаш? Не, да ти кажам, тоа беше уствари, не може, тоа е класично многу бабици килово дете. Кај може без 7 газди у еден клуб? Да, апсолутно. Овде, у Скопје, шансе нема. Нема шанс. Шансе нема. Не, почетокот беше супер. Идејата беше маестрална. Кое по тебе беше најуспешното место за ноќен живот во градот? Се едно, дали дискотека? Не можам да го како најуспешно. Како што се чувствуваш? Ја во академија се чувствував комотно. Зашто? Затоа што у периодот кога ќе се појавев, без оглед, значи периодот на ноќта, знаев кои суроти може да ги видам, драги збориме за драги луѓе. Академија работеше 2 сати у денот само. Од 10 до 12. Не, знаеше да отвори имал. До Сабајле, до 4 работеше. Добро, не седевме никој што идевме у дискотеките после. Тона има кафани, збориме кафани, кафичи, клубови, све кај што ако нема просторот, ако нема душа. Пошто ти не идеш да се напиеш, значи не сме категорија на луѓе кои што гајле му е кај, него му е битно како да се натреска. Да си ги видиш драгите луѓе, блиските луѓе, да се позезаш, да чуеш некој трачано што е. Не може да се избегне у градот, значи некоја шупља прича, кој кого ово она, нели, бадија што си направил, ако не се пофалиш, па кој со кого се степал, Джабе, ако си па кој купил ново ауто, не, добро, ајде сега да се навратиме на фората кој кого му дужи, шлеперот дали е вратен и тоа конкретно е. Да се вратиме на она што кажавме, чекај. Најдобро место каде што не можам да дефинирам. Мене ми се сите места најдобри кај што ми се блиски. Јас сега ќе ве вратам на едно минуто, бидејќи кажа за Валентино. Значи сите од утре риквертските вика, ќе ве вратаме. Ја да ве вратам назад, го прескакаме некое место кое беше легендарно, а за своевремено беше прекрасно уреден ноќен клуб, иако дискотеките работеа до 11:15. Забрца изборењево не Тоа време. е Студио 5 на Панчетович, кај
80-та, 81-та, 82-та, 84-та заглавува до 4 сабајли. Тоа беше целиот клуб направен во црешово дрво. Поубав клуб, да. Наменски правен. Викаш ли ще постои тоа? Да, да. Да, како клуб работи, функционира? Не. Беше престиж. Затворен сега нешто, например, го прават надвор влезот што беше нешто го затворат. Прва мега звезда која влегла таму за иритирана е Лепа Брена. Иначе по мене двете најубави места каде што најдобро поминав беше Маната и беше Маната имаше најубавата огромен фронт. и да, работев, беше аеродром. Работев писта аеродром. на два подиума работев. Имавме два подиума. А као клуб најдобро ми беше Крај на Метропол. 80-тите мене Маната ми беше предизвик ради билијар масите. И со Баџо ги отвори. Заликуваше на светски клуб. И Маната, дискотека, да. Маната И имаше билијар масите, Мики Бог да го имаше прости ги ресторан, Компирот отвори ресторан, имаше флипери. Значи, стварно влегуваш цела вечер да останеш таму. Све имаш. Кој тебе ти остави впечаток од целиот наш, младалачки ангажман и така натаму? Огниште ли е? Не, јас... Или Валентино? Јас едноставно... Валентино се не можам прича да дефинирам еден клуб. За мене беа сите сите клубови. Ја еве кажав две работи сега, не значи дека другите не биле добри. Мене до Ама сега не изговори сите го ми се кога не си супер. у парламент да му се не Не, види. сите. Ја најубаво си поминав, на пример, Као Таверна. Тито, шта Ја волите убаво од си музика? поминав на Таверна. Мене За мене Таверна беше многу убав клуб, мал. Таверна. Или, така. како го вика, после тоа, кога го држаше шеф, беше Драјан Костич, три гонга, или како беше, не знам сега, го смени името од Таверна и работеше еден период, а максимумот на капацитет му беше 800 луѓе, немаше поише. И мислам дека за сегашни услови, со тој ритам на живот градов, му требаат помали клубови. Кај остави највише коски? У кој кафеќе? Што? Највише кај остави коски? Каде највише помина време? Многу е, причава е многу комплексна, ти кажам каде највише многу. Имаше кафана кај што она, уствари, ако земам дел од младоста, највише у Мусандра. Поштено. Пошто, зашто? Имаше снег бар. Сега таа, не знам дали постои више, Беше горе. Плава лагуна, има пицерија Да, у Трговски. да. Тоа беше снег бар. Сето тоа беше под капата на Метропол. Фирмата, хотелско-угостителска. Првата пицерија беше у ствари нивната, не, прва беше Дел Фуфо. Не. Мусандре. Мусандра е првата пицерија. Мусандра горе. да, Да. Снег бар Мусандра. Таму преку, значи од Ванила тамо. Фуфо е прва пицерија Ако не се појави Бетер од школа не оправдани да ми пиша у Мусандра. Пошто беше убаво, престиж беше на таа возраст да влезеш. Цобе на врата или чичко мето на будло татко му. Полицаец у пензија, ајде и сега расправи се со него. Да, у Мусандра стоја да. на врата. Сајо, која година е по тебе првата пицерија тогаш? Уфо е отвори 81 или 2 Во аеродром. Во аеродром. Едно малецко со две да. масички, така? 4 масицки бев на отворање. Она, знаеш како ти е? Знаеш како беше? Ја и Фуфо сме од 4 години другарче. Како реклама на она мала соба 3 са 3, а што у њој ставите. Али хаос. Хаос. Да. Си знаеш, наред. од како си се го чекаш. купи занато све. Сето тоа, што ако е на аеродром, што ако држав ја Валентино у Топанско поле, која што се што нешто значи. Сега ќе ти кажам кога оваа влага Кустурица и Ѓуро се снимаше Дом за вешање. Се снимаше у Мало, у Топанско поле, у Топана се снимаше. Нигде не ќе, само у Валентино. И ќе дојде. Имал реđe, ајде доле, удри. Значи, се што нешто значило. Ке речеш у тоа, ај, кој ќе иде тамо, знаеш, тамо овие, ќе те згрбаат, ќе везе, нема, си уживаа децата и ден денеска го спомнуваат со пиетет збора за тоа. Секој човек си има своја убавина. Значи, клуб на уметници Јоле, кај Саво, да не кажам... Јаз од генерација за све збор. Меѓу мене и вас не е голем јаз од генерација. Правдајте муабетот, бе, само споделувајте. Само кажувам, значи сите си има некои своји клубови. Значи, поубав таз кебаб од кај Јоле, немало. Мислам некај, не знам дали кафаниве уопште Што те рачкало? имало таз Еве, кебаб. овој Јоле кафаната, кој денеска е се уште легенда. Пази,
Абе, немој само како Тито, само не ми одговарите како Тито. Волим све што волим млади. Ако немате конкретен одговор, не ми е интересно. Кај Јоле беше... Океј, батали го Јоле, што ти се допаѓаше? Кај сакаше да идеш да јадеш, например? Да јадам? Да. У Шар. У Шар. Чорба, шкембе чорба. У Шар беше стварно легендарна кафана. Ја, например... Газдата имаше една кожна фотелја, седна таму у Шар. Павча, бе, душо, најубава. Не смееме да го заборавиме до 80-та година, сите генерации, дали се тоа 5-те елитни гимназии, Јосип Броз Корчак, Норце Николов, не. У Езерце, кај овако, како се вика... Два Јелена, Езерце е У Езерце, калифорнијска, кој ќе ни направеа од озгора лепче и плескавица. Раде у Езерце збориш? Тамо се идеше на жабли батаци, тоа беше престиж. Раде после тоа. Тетовчаните го држаа тогаш. Океј, одиме со малце музика и вториот блок реклами. Океј, двајцата гости, навистина, очигледно е дека до 4 са бајле можеме да збориме. Уживаат во тоа што го зборат, затоа што беа инволвирани, затоа што се градски фаци, затоа што се и што е најбитно, што помнат, се уште добро помнат. Добро помнат. Секако, не се само они. Набројавме многу луѓе и они беа многу фер, спомнаа имиња на исто така значајни фаци кои беа дел од тоа милје и тој не отуѓив дел тоа. Не можеш ти да... Но Скопје... И колку има што не сме ги спомнале уопште. Нема време, просторот не дозвољава. Ја некако на брзина изговарам колку да кажам нешто. Но, тоа време, кога ние бевме млади, помина. Ама ние сме се уште живи, живееме во овој град и градов, има млади и животот продолжува. Значи, она што некогаш ние сме го поставиле или сме го направиле, останало некаков одраз. Масовноста е сега, секој е проширено, секој може диско да отвори, тогаш беше многу тешко, секој кафичи и така натаму и така натаму. Како ви изгледа денеска? Дали имате малце допир со сегашноста? Што се случува, како се случува? Да ти кажам, има ситуација од кој што, може би е прегрубро кажано, се згражам. Има и ситуации, може би ја гледам со премногу сета на сето тоа. Дека времето кога јас сум бил, кога сум раснал, па младоста, иако не се откажувам од младоста без оглед на тоа што ми пишува во... Илустрираме од тоа време, добро? Тина Бомбина. Тина Бомбина, добро, доврши ја реченицата. И може би гледам што е и логично, гледано сега од оваа дистанца, логично е дека мене моето време било најубаво, највозбудливо. Тоа што го направија кажи го, таблетите, компјутерите, видеоигриците, иако далеко од тоа дека јас сум имун на сето тоа, не сум до толку забеган, мене не ми се допаѓа од тој аспект. Што? Децата се толку асоциализирани. Она што ти го кажав пред малку во неофицијална прича, Јанко, ај испрати сега малско дете цигари да ти купи, леп да ти купи. Го знаеш одговорот, ја на мајка ми лев, него тебе ќе ти го. Добро, тоа беше друго време, сега сосема е друго. Фала Богу, затоа што такви малски мангупи, знаеш како не мрцвареле, како деца, како копелјаца. Ама не, фала. Никогаш. Реджо, мене не ми се допаѓаше тоа. Постои нешто што во Скопје, ден денеска, тоа е твој печат. Дека изумира, се вика чаршиски ред. Не. Кој не бил во чаршија, не знае како е. Тоа е друго. Тоа е друго што го збориме. Мајстор никој не станал, ако не го поменал чиракот и калфата. Мајстор не се стануеше. Ако не изедеш ќутек, како чирак, као калфа си више фраерче, не те тепа. Мајсторта ли знаете викна на страна, тамо да те удри да не те гледат. Ако чирак те тепа пред сите за да знаеш. Васе Лонза и Габа што ни правеа умало да знаеш. Не е битно, ама за да знаеш. После испадна уште подобар човек. Така. И сега да те прашам. Што ви праја и која порасна ти, која стана голем? Никогаш не направив никому. Не да направив. Знаеш зашто? Зашто изумира тој дел од живење. Не, затоа што тоа не ми се допаѓаше и никогаш не сакав никому да го направам. Малското живење изумира. Порано и на жалост и на радост. Прво доаѓаа комшиите.
На свадба се викаат прво комшиите, пошто сната кај што ќе дојде у куќата, таа треба да се гледа ката ден прво со комшиите, роднини не доаѓаат секој ден на гости. И тоа е редот кој што мора. Тоа е она што мене Не ти се допаѓа денеска. не ми се допаѓа. А велиш социализирани се, а децава... Увлезот твој кај што живееш. Ги знаеш сите? Океј, не ги знам, Ти точно. влага дома, идеш Не ги кај нив знам, дома, не, па што не. правиме му? Океј, а како тогаш да си објаснам? Еве, да се согласам со тебе, Реджо, а не можам. Зошто? Затоа што сега да излеземе, што сме денеска, вторник, среда? Среда. Среда. Што малце чет. Пуни се кафаниве. И Па шо од кај ако се се- тие луѓе, како што Со кого се пуни? Јанко е направи генерацијски. све е пуно. Подели ги. Сите искачаат. У наше време, постар од 30 години не можеше да излезе. Ај, немој така. А е така е? Немој Така е. Што да ти кажам? Како Прво не ги може гледавме да излезе? као Метузалеми. Денеска постар човек може да излезе. гледањето као Метузалеми, сега можеш да си го Никој и вратиш, ништо. да си го вратиш Значи, филмот. Цајо, памтиш ти на нашите забави постари од 30 години? Немало шанси, бе. Не, доаѓа, ама тоа беше шанс. многу мал број. Немаше Па шанс. вие која добро, не, вие која правите забави, ја бев постар од 30 години. И бев Добро, без Младо малко. лик си бил. Младо лик си Значи, бил. разликата... Сакам да ти кажам, разликата- 40 годишен, нема шанс. Разликата 50 на... годишен, нема шанс. Денеска е... На Не ноќниот беа таму, живот... али беа надвор. Океј, значи не ви се прави Беа многу у зелен за рај, модерното. Разликата, Беа окей, не, на други разликата места. Вака. на ноќниот Ајде го живот и Повели. сега и претходно е тоа што се смени условите економски. Во тоа време имаше можда повеќе пари народот. Сите имаа пари. И тука беше разликата. Сега веќе е сосема друго, има друго темпо на живење. Значи луѓето маце поише се отуѓа, излегуваат во град, али веќе значи постоја клуб, кафичи, кафулиња и клубови кои беа актуелни, исто како и сега, што има актуелни, како што се сега, ајде да кажеме, Батлер или XL или така натака, како што се ноќните клубови Хавана што беа и така натака, али еве, на пример, -1 кино Карпош е многу убаво, одлично е во Барбакан, во Круг, Тренд секогаш е интересен, Пелистер веќе сите се тука, Плей кафе, значи има многу. Физички многу не има. можеш да постигнеш во година дена. Еве го да Васил влезеш Лончев. во сите места кои што за себе мислат дека се култни. 10 години од првата помоќна забава во Скопје и Македонија, ова е во МНТ. Реджо, искачаш ли негде? Редовно. Каде? И се враќам. Каде искачам ти кажам? Че ми се враќам до... И Или ги се победнички враќам, XXL. искачам и се враќам. срцки. Искачам кај што знам дека има добро кафе. Има добро кафе на пар места во градот. Знам да отидам Дарио до Миг 27? до кај Жапон, знам да отидам. Која збори? Знам да отидам у АБЦ ради ова амбиентот убаво е у паркче. Знам у Маргер да отидам на пијачка. Да, Маргер е многу убава кафана. Маргер е енглеска кафана. Баш. Ради окружењето, не е битно. Сега ти кажам, искачам кај што знам дека ќе видам пак, очекувам да видам луѓе кои што ми се блиски. Така е. Не толку колку што ме плени просторот, макар да не можеш да кажеш да излезеш у некоја прчвара, а за волја на вистината во чаршија многу сакам, пошто сум емотивно врзан за чаршијата, добар дел од младоста и од животот ми има поминато во таа чаршија, која што е Страшен ноќен живот имаше во чаршија и рикна преку ноќ. И добро е што реинкарнирањето оди степ бај степ, споро, ама за 3 години истата шема ќе има у чаршија. Слушајме. Дефинитивно и Тоа неотповикливо. ќе зависи... И тврдам, тоа иншало ќе да бидеме живи. Реджо, ова ќе ти го кажа. Бидејќи бев диџоки и работев и во Мавровка, знам зошто престанавме да идеме. Да не се лажеме. Затоа што се појави... Извини. Затоа што умре Не. трговски центар. Не, затоа што се Економски причини се Океј, тоа е твоето, ти благодарам и го почитувам. Сега може да го кажа моето. Повели. Започна криминал. Абе, понаши се као ти да си водител, слободно. Живете. Започна превише криминал. Имаше во чаршијата. Ако наметнато. криминалот се отргне од таму, продавање дрога на улица, продавање тепачките и така натаму, народот ќе се врати таму. Се враќа масовно. Значи,
Тоа е основа. Знаеш ли кој го сузбива криминал? Многу ми се немајме време. Од кога си отиде Рома и Манда, Мавровка умре. Значи не си отиде Рома и Манда, па Мавровка умре. Се отиде затоа што таму веќе беше невозможно. Затоа што во чаршијата и во тој дел беше многу криминал. Кога тој криминал ќе се исели, слободно ќе се врати се и се што. Тоа е упрашање. Сака само ради ова да дефинираме причата. Знаеш ли кој го трга и кој го отргна? Може би не 100%, али добро 80% криминалот. Еснафите во чаршијата. Тие кои што чаршијата им е се. Јас знам дека најдобрите еснафи ги продадоа таму дуќаните и се надевам дека се враќаат такви. Инаку, она што можам да го заклучам, денеска кафичите, кафетериите добија една тренд, го наметна прв тој стил и Пеџа секоја му чест изгледа тој е некој стил кој го донесе од Британија. Да, ти поздравува Пеџа, само тоа да ти кажам. Фала ти многу. Мене што ми се допаѓа? Мене лично не ми е баш најблиско, ама истата шема ја имам и слична шема во Дежаву. Тоа е, искачам, можам да појадувам, или да отидам семено, или да отидам само со тебе на кафе. Значи многу ми се или ќе направат, или ќе направат, па глеги сега во аеродром. Кому му се свиѓа, кому не му се, афтер парти донеле, ваков, таков, овој автор, кој сака, па и таква шема. Значи, мене ми се допаѓа што има богатство. Има богатство на понуда. Значи, сакаш да јадеш, сакаш да се дружиш, сакаш швалерај, сакаш журка. И тоа, мислам дека тренд и дежаву, предпоставувам дека има и други. Ја не шетам толку, ја им се извинувам на другите. Има барбакан одлично, има авторворк. Цајо има овде повозрастни од вас. Извини за дигресија со Пелистер. Да, и Пелистер фантастичен. Да. Не, Пелистер, ама нема они таквише, али Пелистер за седнуење, кафе и јадење. Тоа се вика тата. Тата. Баш ке адресата е... Адресата е... До Бола. ББ број 1. Бил и 60-тите, и 70-тите. Пелистер си е култна кафана. Апсолутно. Како е надградена? Имено, јас сум современик на отварање на Далметфу тогашно. Го следам патот на Фуфо. Од првата пицерија, па ова беше залак. Каде? Не се секире. Разочаран ли си од неговиот пад? Не сум разочаран сум од гестот, од начинот како е тоа. А го знам во детали, не е за прича, не е за прича, али Фуфо е трајна вредност. Бренд, пази, да не се зезам. Ама бренд кој не постои. Тоа е као да кажеш Jump Player Special, супер е брендот, ама нема ништо више од него. Ексик, ама го спомењаш. Така? Ама што од тоа што го спомнувам? Дали ме разбираш? Не можам да му го купам продуктот. Човекот има направено... Знаеш зашто сум разочаран? Аби турскиот султан направил империја, па го нема више. Зашто сум разочаран од тебе? Нивес Целзиус, овие, прв почна. Што не ги пресели у Скопје. Што не ги пресели у Скопје. Што не стана Хју Хефнер. Дај бе горна камера. Додека упала тоа, све геј бе у цела телевизија. Додека упала. Така, Цајо, ти ги праеше овие. Соме беше првиот добар кафанџија кој почна да се шири. Томе требаше да има 30 дискотека, у секој град по една дискотека, како Меркур Импорт. Ти требаше да имаш цела агенција. Тоа не ми е јасно. Зошто сум разочаран? Фуфо требаше да биде. Доминос пица. Абе, Фуфо требаше у Америка да отвори. Тоа... Не, Џони, извини. Предприемачки дух немаме. Ти работиш државна работа. Ти не знам што правиш, исто работиш на радио. Али ти треба у Хепи радио. Така. Ама ти требаше да имаш 3 радија до сега. Требаше, дефинитивно. Ме разбираш? Што е моето пробашување? 20 години сум на телевизија. Требаше телевизија да имам. Не обвинувам ради тоа, Јанко. Не обвинувам никого за се што сум пропуштил, јас сум си виновен. Затоа што сум дозволил тоа да ми се случи. Ама јас сум разочаран од себе. Разочаран сум од оваа генерација која можеше да ги произведе овие вредности за да ги... И сега викате, дојда нови копилјаци, види го, не знае ова. Ама не го пополнија празниот простор. Не, ја никогаш не сум рекол. За мене можам само да кажам дека ова што сум го работил и се уште го работам,
беше погрешната перцепција на луѓето кои ги запослував, значи не направив екипа, значи не направив тим на луѓе. А сите чекаа пари. Знаеш ли кај е трикот, Цаја? Трикот е или правиш тим за Лига шампион или за опстанак. Така. Ја никад, Браво. Ја никад не сум играл у тим за опстанак. Опстани си ти без мене, ако сакаш Меси да игра кај тебе, без кошта, бујрум. За опстанак не. Твојата утка, условно кажано, мојата утка и неговата, немој да... Никој не е виновен. Требаше да ме... На ноќните забави не само што требаше да ме продолжиш да ме плаќаш, него требаше и да ми покачиш плата. Дури и кумство нешто ова. Така. Па и од ова нешто да вида Мајер, не само ти. Добра, не. А зашо не кажа за твоето клубчич? Дома? Не, ама не работеше, не продаваше ништо, само се собиравме кај мене. Па тоа сега. Уфо клуб, Прво се мојата собира, подружка. после се одзема. Чекај сега. Отпие. Зар си бил ти дома кај мене? Ај, ти стварно си заборал. Вика, ја Ма било толку бил. многу народи. Вика, ја било. Не памтам дека ти доаѓаше кај мене. Колку пати. Кажи ми, За гаро да за гаро да ми кажеш и да завршиме. се дешава. Јас се уште војник, пази. Чекај. А иначе сум со гаро колега. Цаја, продолжуваш ли ти со Манеке, пошто твој ќе биде последен збор, од него биде Се уште. Се уште со Манекесто? Дали вака интензивно и вакви убави комади се појавуваат уште. и така натаму? Да. Па може ли нешто поголемо да настане од цела оваа прича? Па може ако Се има крчка, спонзори, не сака да знам, ја пари. имам информации. Па зошто не ги натераш да дојдат пари? Па сакам да ги натерам, ама кај нас нема имаат змија соодветно уџе. оружје. Ама Ти ги натера, не очигледно тебе ти треба некој како режос до тебе, за да ги натера. Се е тоа во ред, тешки се да пари да... Никако да го изусти, да го каже процентот, 50%. Режо, колку му бараш? Не, добро, за Цајо можда и гратис ќе има, нели за гратис? Еве ја причата. Се уште војник, инаку сум бубњар. Ако кажам тапанар во скопски сленг значи нешто друго. Лошо. А бубњар значи музичар. Музичар. И од основно ние заедно свиравме, доаѓа Леби Сол у Београд 78 година на Београдско лето. И имаат, пази кој е тој спој. До полноќ свират рокери смораву, па имаш пауза дор да се смени стејџот, пауза, Милјенко Жуборски, еден кантаутор стравичен, од кого форите покојни Љубо Молјац ги купуеше. Овој беше поет и на гитара си ги пееше своите песни, али страва. Ние се газевме осмење и после тоа, после полноќ, значи, свири Леви Сол. Арно, ама ја цел ден тамо дојда да ме земат. Ептен ми се другарчен генерацијски, Гаро е уствари највозрастен од сите нив, а останатите се моја генерација, Владко, Бодан и Коко, на тонска проба на Пладне. У Дом на млади, у ова дансинг дворана, огромна, прекрасна, за тоа време прекрасна во однос на тоа што ние го немавме во Скопје. Седнати се што нешто значи београдски рок-н-рол. Умрени да ги видат. И така се иде, на тонска проба се иде. Ти на свирката сакал некел ке доеш или да видиме што е и како е. Имаше едни бубњеви Гаро земени од Джери, од Азба. Азба бубњеви од авионско стакло. Стаени на стејдж и пробој, он као што знае. Гаро кој ќе седне на бубњевите, све умира. Дор да се наштима, сега која е фората, ти викам цел рок-н-рол естаблишмент седат. И ја, ало, застани малце. Ти праша некого дали можеш да седеш на бубњевите? Вика, леле, извини, одма ја купи фората. Одма. Леле, извини, малце. Вика, мај, доврши и стани. И си стана, извини, јас седнав, нешто си лупкав едно неколку секунди и еве ги фраери. И сега се гледаат кој е овој, брат, на Гаро да му каже, стани од бубњевите. А овој уште се упрпа? И го праша, што е? А, каже, чути, бубњеви су негови иначе. Што е? Он е уствари бубњар, ја го менјам док е у војсци. И доаѓаат кај мене. Јанко, нема да веруваш, у исти момент, Бобан Петровиќ од група Здраво. А ја за месец дана си заминувам. Понуда
столеќа. Татко му декан на правен факултет, ја уште не почнав да студирам, да свирам со нив, да живеам кај него и да ми го завршат факултетот. Реджо. И јас си дојдов со цајве со тебе, бе. Седи Жукело тамо, бе. Што бараш, бе, ти пукнало срце. Не, со Јанко и за со Јаја Цајо, Паша, и за Гази Баба, и за Чајри, и за Мусана. Фино си кажа. Ви благодарам многу што бевте вечер во гости. Ти благодарам што не удостои. И тебе ти благодарам, Јако, што не покани сите. Ова, колку и да звучи архаично, ова го нема во книги, ова го нема во историски читанки, драги мои. Ова не постои документарец. Ова е неоткриено Скопје. Ова е хронологија на едно живење децениско кое нигде, никаде никој не го архивирал. Низ неколку вакви интервјуа се обидувам да доловам дел од тоа време. Благодарам што бевте со нас. Лека ноќ и пријатно.